Правилно одберете ја темата. Проверете ги фактите, бидете етични, фер, искрени, бидете коректив на власта. Ова е суштината на новинарството и таа не е променета и покрај ширењето лажни вести и злоупотреба на социјалните медиуми, вели Брайан Стелтер, новинар на CNN и водител на емисијата Веродостојни извори. Social media has opened up doors. Социјалните медиуми отворија врати, но исто така мора да бидеме внимателни во што се впуштаме. Во многу ситуации социјалните платформи се користат за ширење дезинформации или така наречени лажни вести. Овој термин е измислен, се користи луѓето да бидат доведени во заблуда. Стелтер вели дека моќта на лажните вести е особено изразена во држави како Северна Македонија, каде постои цензура и контрола на медиумите. Тука новинарите мора да се вклучат во борбата против лагите, вели тој, да објавуваат точни и веродостојни информации, што ќе им помогне на луѓето да ја слушнат вистината. We can all be part of the problem or part of the solution. Сите можеме да бидеме дел од проблемот или од решението. Затоа мора да бидеме внимателни кога споделуваме нешто на интернет. Ако споделуваме вести за кои не знаеме дали се точни или не, тогаш стануваме дел од проблемот. Тоа е реалноста кога користиме социјални медиуми. Стелтер вели дека лажните вести се дизајнирани да подгреваат тензии и ги повика граѓаните да не паѓаат во замка. Затоа е потребна едукација на јавноста и медиумско образование во училиште, вели Барбара Кокран од школата за новинарство во Мисури. Таа била во Северна Македонија во 2016 година, кога Велес стана познат во јавноста како фабрика за лажни вести. When we were there in 2016, Мислам дека тоа е голем предизвик. Кога бевме во државата видов поделеност на медиумите по партиска линија, што е отежнува борбата против лажните вести. Ако медиумите се наклонуваат кон една или друга страна, тешко е да се добие довербата на публиката. Енджи Дробник Холан, уредничка во Политифакт, веб страница која прави проверка на американските вести, вели дека лажните вести ги има во секоја држава и оти граѓаните мора да бараат докази. Any country is potentially a victim. Секоја држава е потенцијална жртва. Сепак државите кои имаат силен и независен печат најдобро се справуваат во борбата против лажните информации. Таа вели дека македонските граѓани мора да најдат медиуми на кои им веруваат, каде има новинари и уредувачки тим кои ги пишуваат вестите. Порача да се проверува кој е автор на текстот и дали фотографијата или видеото има потпис. Овие работи заклучија сите и натаму се стандард за вистинско новинарство.